20 мали микрокомпании добија договори вредни 80 милиони денари преку фондот за иновации, ќе ги развиваат иновативните проекти. Со 58 милиони финансирани од државната каса, остатокот од Светска банка. Електричен велосипед, воздушен колектор, бизнес модел за замена на стари со нови грејни тела. 5 фирми се финансирани да ги работат решенијата за прочистување на воздухот. 15 стартап и спин-оф бизнеси ќе го поведат новиот иновацијски бранд, изработка на наставни помагала. Од владата очекуваат финансиската поддршка за технолошкиот развој да биде поттик за младите да останат во земјата, да креираат нови вредности. Цврсто сме уверени дека токму иновациите и технолошкиот развој ќе бидат еден од генераторите на економскиот развој на земјата и причина поради која младите луѓе ќе ги задржиме да живеат и работат тука, во Македонија. Македонија годинава ја немаше на листата на глобалниот индекс на конкурентноста. Заостануваме и зад глобалните европски трендови во делот на иновации. Од владата велат причина била неизбивањето пари од државната каса за иновативни проекти. Во подготовка е повик за финансирање на мерките од третиот столб на планот за економски раст, за кој што се издвоени 185 милиони денари. Буџетски средства. Иноваторите велат дека финансиската поддршка и обуките преку фондот им помагаат не само да ја дефинираат идејата во производ со додадена вредност, од аутсорсинг работат за други компании, бизнисот да го насочат кон создавање своји продукти. Тоа значи да отвориме нови работни места, да продолжиме да развиваме компанијата и да се бориме рамо до рамо со светските. Како добитници на еден ваков грант, свесни сме дека нашиот систем треба да носи огромен број на бенефити за крајниот корисник, кој секако представува секој од нас граѓаните. Светската банка досега поддржала иновацијски проекти на 36 микро и мали бизнеси. Како представник на Светска банка, можам да кажам дека сме особено горди што ја поддржуваме владата на Република Македонија во обидите да ги трансформира технолошките и иновацијските потенцијали во вистински економски развој. Од владата информираат по најавата за новите мерки на поддршка, веќе се подпишани договори со 4 странски компании, а 30 се заинтересирани да инвестираат.